Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Vision of Voices. Денес со нас во студиото е една многу интересна личност со многу интересни животни искуства. Тој својата кариера ја започнува како професионален спортист, кошаркар, а сега работи нешто сосема поинакво. Станува збор за Кирил Панов. Добро дојдовте. Ви благодарам за поканата и баш ми е чест денеска што имавме прилика да седнеме и да се поразговараме малце на теми кои што верувам дека ќе се интересни не само за вас и за публиката туку позадина што имаме, туку и за сите гледачи што ќе не гледаат. За сите млади. За сите млади, апсолутно, Да. Како така. ја започнавте вашата кариера, да кажеме, во спортот, во кошарката? Откаде таа љубов за кошарката? Јас никогаш не сакав да бидам кошаркар, да започнеме од таму, секогаш сакав да бидам фудбалер, голман, тоа го имам спомнувано и претходно. Тоа ми беше мојата цел, мислам не ми беше цел, туку ми беше желба кога бев мал, но започнав со кошарка по некои спонтани чудни околности и видов, мислам, и јас и сите тренери кои што во тој период ме тренира, тоа беше Горан и баскет академија во Видар Подгорец, школата тука основното. После тоа и во Ролинг 08 академијата што е кошаркарска и така започнав со кошарката на некое многу по-сериозно ниво, да кажем, уште од тогаш. Тоа беше некоја 8 годишна возраст, ако не се лажам, 8-9 годишна, значи второ, трето деление, кога почнав да тренирам и тренирав се повеќе, бев се подобар и тоа, да кажам, полека ме однесе кон некои по-професионални или по-сериозни води на кошарката, можам да кажам. Кај се осеќавте подобро? Кај се исполни желбата, во фудбалот подобро или во кошарка? Фудбал никогаш не сум тренирал, освен во мало што имам играно, никогаш немам тренирано друг спорт освен кошарка, но фудбалот секогаш ме правеше посреќен некако, осеќав дека се осеќам послободно, некако по-широк е теренот, повеќе луѓе има, секогаш ми бил позабавен, додека пак кошарката ми била некој вид на поубав спорт, во суштина повеќе ментално захтевен, помал терен, потесен простор во кој што се наоѓаат играчите, ми било секогаш некако и интересно и убав спорт, а фудбалот секогаш ме прави посреќен, тоа дефинитивно. Разбираме дека желбата повеќе се ви влече за љубовта кон спортот со фудбал. Љубовта кон спортот во генерал, значи in general, јас што викам, значи за секој спорт, ако те бива за еден, најчесто те бива за сите спортови. Така да добар бев и за фудбал, и за кошарка, и за ракомет, и за и за одбојка одлично играм, но кошарката на крај беше тоа кај што продолжив на високо ниво и имав за среќа имав многу успеси, мислам и имав доста добра кариера, кратка за жал, но сепак многу добра. На 14 годишна возраст заминувате во Шпанија да играте за Барселона. Токму на овие години знаеме дека младите имаат дилема дали да продолжат со кошарка или со било кој друг спорт кој го тренираат. Што би им препорачале вие и зошто вие се одлучивте да продолжите понатаму со кошарката? Како ги најдовте тие можности за да одите понатаму? Јас мислам дека за секој млад човек, кога има успеси, успесите го водат напред и го мотивираат да се труди се повеќе и да тренира, и да игра, и да се посвети се повеќе. Сметам дека тука кај нас општо, не само во Струмица, туку и во цела држава, мислам дека кога одреден млад човек, дечко, девојка, небитно, кога ќе стигне до 14 години, 15, меѓу 8-9 деление и прва година, мислам дека тука доколку нема доволно успеси во некој спорт, одлучува да се откаже и се фокусира на школа, веќе средна школа започва и така натаму. За мене тоа не беше случај, зашто пак ќе кажам, ме следеа за среќа многу успеси баш во тој период, значи 7 деление, 8, значи тука 12, 13, 14 годишна возраст, ме следеа многу успеси, кои што можам да кажам дека беа целосно заслужени од моја страна преку многу тренинзи, трудење, навистина посветување на кошарката и нели нормално тренерите кои што во тој период ме тренираа.
но сум имал среќа дека и среќни околности тие успеси да ме одведат во Шпанија, како што и кажа, на 14 годишна возраст заминав за Шпанија во филијал на Барселона всушност, каде што целосно се посветив, значи се преселив таму сам, без фамилија, моите си останаа тука и целосно се посветив таму на кошарката и на школото ексклузивно, значи на ништо, буквално на ништо друго. Какви предизвици имавте на 14 годишна возраст? Сигурно е малку потешко да се одделите од фамилијата и на толку далечено место, па ако може да споделите какви предизвици имавте, какво ви беше искуството првите години додека се навикнавте и како продолживте понатаму? Како се мотивиравте? Прво предизвиците, морам да кажам дека на 14 годишна возраст не размислуваш многу, значи многу е полесно на 14 години да заминеш, него ли на 24, што сум сега. Мислам дека најтежок предизвик кој што јас го имав, тоа беше јазикот, зашто отидов без да знам шпански. Буквално ништо не знае шпански, мора све на англиски. Првите неколку месеци за среќа почнав да го учам. Тоа беше еден од големите предизвици, зашто шпанците како нација генерално и не зборуваат кој знае колку добро англиски, да кажем, ние сме многу понапред во тој дел, како млади, да. Исто тако делувањето од фамилијата. Тоа беше предизвик, зашто сепак си дете 8 деление, прва година средно, нели треба да бидеш 14 годишно дете кој што го пуштаат сам, треба да живее сам, да јаде, да учи, значи да има и образовни успеси, не само кошаркарски, кој што исто така беше огромен дел од моето живење во Шпанија. И можам да кажам дека јас лично јазикот и фамилијата ми беа најголеми предизвици. Сега, доколку некој млад човек сака да отиде на истата возраст колку јас кога отидов, мислам дека ќе се соочи со горе-доле истите предизвици. Така да Да. Извините. Ова што сте го живееле многу добро од едната страна, по тоа што сте научиле животот поранешните години и сте продолжиле как повозрасен на пример на 14 как 20 годишно дете. Така, се слагам дефинитивно. Многу пати кога ме прашуваат колку години сум, ја кога ќе кажам дека сум 24, ми викаат изгледаш како да си 30 и нешто, не само физички, туку менталниот развој. Да, тоа е дефинитивно на некој начин јас го примам како комплимент, зашто тоа живење надвор од дома, без фамилија, без родители, далеко од другари, пријатели и така натаму, сите кои што до тој момент те обкружували биле твојот живот, социјален живот на некој начин, сега си без нив и мораш сам да созрееш, да се фокусираш на кошарка и школа, значи само тие две теми и мораш да се навикнеш да правиш се сам. Така да дефинитивно се слагам со тебе дека тоа живење надвор ме направи многу по-самостален, многу по-самоуверен на некој начин и борбен да се бориш за се што треба да направиш сам, всушност. Сте имале многу предизвици, но сигурно имало и предности за тоа кога сте живееле во Шпанија, па кои се предностите и во светот на спортот, да кажеме, но и во образованието? Што е разликата, например? Предизвици и предности ги има многу. Да, предизвици веќе ги спомнав, морам да ги спомнам и кошаркарскиот дел кој што беше голем предизвик, значи да се пробиеш во екипа, да добиеш минутажа, знаеме дека тоа е многу пати голем проблем како странец во друга држава, добиеш минутажа, добиеш доверба од тренерите и така натаму, значи тоа исто така морам да го спомнам како еден голем предизвик. Како предност дефинитивно самото живење во Шпанија, во најубавата држава на светот, според мене, нели, секој кој што бил може да се согласи со мене или делумно се согласи. Предноста исто така беше и образованието, значи нивото на образованието кој што јас го добив таму како средно образование кој што го учев, нивото беше навистина огромно, значи
колку како професори, како институции каде што шпанците се образуваат, тоа јас го добив и тоа беше огромна предност за мене, која што ми даде можност понатаму да се развивам, да отидам во Америка на факултет и така натаму, теми кои што ќе ги збориме сигурен сум следниот минути. Да. Како што спомнавте, после средното училиште завршено во Шпанија, наидувате на нови предизвици и имате понуда за да се преселите во Америка, да одите на коледж во државата Мисисипи. Па каква беше реакцијата кога дознавте дека ќе одите за Америка и дали како се одлучивте за да одите таму? Одењето во Америка не беше случајност, но одењето во Америка всушност беше вториот избор. Мојата прва цел кога јас го започнав барањето на колеџи или можности надвор од Шпанија беше Канада всушност. Таму требаше да отидам, веќе имав понуда од неколку универзитети, многу високо рангирани универзитети на светско ниво, кои што сакаа да студирам и да играм за нив, но тоа беше, ако не се лажам, пред короната или корона време, каде што ситуацијата беше малце по-комплицирана и визниот режим према Америка беше многу полесен, односно да добиам виза за Америка беше многу полесно отколку за Канада и паралелно ми се појавија 4 или 5, ако не се лажам, опции, понуди од факултети од Америка и на крај се одлучив за Америка. Одењето таму беше многу попредизвикувачко од Шпанија, морам да кажам, значи беше навистина позахтевно, самиот систем кој што таму владее, самото ниво на образовното ниво, кошаркарското ниво, морам да кажам дека е далеку повисоко од Шпанија. За живот, морам да кажам дека Шпанија е поубаво, зашто не, знаеме, море, плажи и така натаму, друг некој медитерански дух, но сепак за професионалните случувања кои што ги имав таму, за кариера и така е. Дефинитивно Америка е многу подобро место и имав многу предизвици таму. За предности. И предности и предизвици, секако. Дали целта на почетокот од кога го почнавме вашето патување во кошарката беше да бидете дел од НБА лигата или сте размислувале можеби да бидете во Евролигата, каде би било попримамливо? НБА секогаш ми било попримамливо, мислам дека и на секое мало дете што игра кошарка, кој што се бави со кошарка, мислам дека тоа моја целта, стигна да биде драфтуван, нели како што е познато. И мене тоа ми беше целта, таа цел ме водеше уште од додека бев тука, имав цел да отидам во странство, после целта ми беше да стигнам до НБА. За жал не успеав, но беше многу добар обид и се доближив многу блиско до таа цел. Се надевам дека некој струмиченец во наредниве години, некој мало дете, се надевам дека ќе стигне до таму, а сите ние треба да го поддржуваме, како што мене ме поддржува голем број од сограѓања. Колку време бевте во Америка? 3 години и нешто ситно и некој месец, да. Дали се занимававте само професионално со кошарка и со образованието или во меѓувреме стекнувавте и некои нови искуства, па може и работите некои други работи? Не работев поради обврските со кошарката кои што се премногу буквално цел ден ти одзимаат и факултетот кој што исто така консумира премногу време за учење, студирање и така натаму и предавања. Немав можност да работам, тоа не ми беше воопшто ни целта, но да се стекнав со многу искуства кои што беа блиску до работа. Тоа беше преку проекти преку универзитетот кои што ги работевме доста со владини институции, најчесто од државата Мисисипи, економски институции, некои институти и така натаму. Значи имавме многу соработки со субјекти кои што беа многу блиску до работа. Не беше директно работа, но ние соработувавме со нив на некое професионално ниво и морам да кажам дека тој дел од работите кои што се случува во Америка да го бев таму, ми отворија после многу врати во иднина за кога се вратив тука. И ми отворија многу врати, ми отворија многу контакти и тоа беше всушност една од причините поради кои јас се вратив и како после тоа ги искористив тие контакти. Што те мотивираше да се вратиш во Македонија? И како се осеќа кога се врати во својата држава?
Кога се вратив во Македонија беше едно од подобрите чувства, зашто 9 години надвор, живеејќи во странство, јас како што викам, живеејќи во куфер, 9 години, не беше лесно и враќањето беше навистина убаво чувство да бидеш повторно тука, да меѓу своите, со фамилијата, со луѓе, пријатели, другари и така натаму, навистина беше убаво, но исто така и беше тешко од друга страна, зашто на некој начин бев изгубен. Првите месеци, значи, не знаев што се случува тука, целиот амбиент ми беше некако чуден, не бев навикнат на живењето тука, не бев навикнат моите да си ги гледам секој ден, значи бевме на телефон обесени, така да не беше адаптиран. Не бев адаптиран воопшто, да. И ми требаа неколку месеци да се навикнам на Македонија, на Струмица посебно и да продолжам тука нешто да правам. Значи навистина ми требаше време да се аклиматизирам. А каде ви кажале дека е подобро? Еве гледаме некој тренд на иселување кој се повеќе и повеќе е застапен кај нас. Па еве вие како имате многу искуство, што ви препорачале на младите, каде е поубаво, дали во странство или сепак да се остане овде и да се започне некој свој бизнис или било што? За жал го има тој тренд на иселување. Многу млади, како сите нас тука што сме просторијава, сакаат или некои планираат, некои се иселуваат, сакаат да заминат во странство. Јас мислам дека тоа лично не е лош чекор, но ќе сватат дека и надвор не е толку блескаво како што сите го замислуваме, не е ни таму розов свет. И има многу проблеми кои што ги имаме и ние тука, само што таму ги има во друга димензија и ги чувствуваме на друг начин. Значи ние во странство, како македонци, ние во странство секогаш ќе бидеме на некој начин популарно кажано граѓани од втор ред. И треба да си ја почитуваме многу повеќе тука државата и бавините кои што тука ги имаме. Имаме прекрасна држава, имаме систем кој што функционира подобро или полошо, нели тоа е секој има различно мислење во тој дел, секојаш има простор за подобрување, но мислам дека треба самите да си ја цениме малку повеќе државата, започнувајќи од природни ресурси што имаме, од природна убавина, продолжувајќи до спортски објекти, сали и така натаму, кои што многу често се уништени од самите нас, од децата кои што таму спортуваме. И мислам дека треба да почнеме многу повеќе да си цениме тоа што си го имаме тука. А тоа дали е поубаво надвор или овде, тоа е лично субјективно мислење на секој поединец. За мене прекрасно беше искуството кое што го имав надвор, но мислам дека тоа искуство кое што јас го имав, го имаат многу мал број на луѓе, да бидат во Шпанија, во таква една професионална академија, после да бидат во Америка на коледж, значи такво искуство мислам дека многу малку пати може да се реплицира. И најчесто луѓето кои што од тука заменуваат се од економски причини, сакаат да пробаат како е надвор. Јас би им препорачал на сите, нека пробаат, но секогаш да пробаат и тука нешто, значи или да се вратат, или да пробаат дали со собствен бизнис, дали да креираат некаков вид на, дали е тоа компанија, дали организација, невладина, некако да останеме тука и да градиме нешто овде. Зашто навистина мислам дека имаме многу паметни млади луѓе и ние тројцата тука сега што седиме, мислам дека сме квалитетни луѓе, мислам дека тоа што денеска седиме и го правиме овој мојот нови подкаст е една одлична иницијатива која што секоја чест и за вас и за сите во позадина кои што ја организираат, зашто такви работи треба да има што повеќе, не само во Струмица и во сите места. Невладини организации, подкасти, места каде што младите ќе се собираат и тоа ќе ги поттикне тие да останат тука. Кој основач сте на две компании, компанија што се занимава со вештачка интелигенција во Полска и компанија за бизнис консалтинг. Како еве од кошарка дојдовте да го основате две компании? Кошарката ме научи на многу битни принципи, тоа е дисциплина, работа, верност према луѓе, клубови и така натаму, значи цело тоа знаење и искуство се трансферира после во бизнис светот, во моето скромно, ајде да кажам 2-3 годишно искуство
во бизнис светот и во професионалниот свет. Коосновач сум на две компании, од кои што едната е во Полска, значи стартапот со вештачка интелигенција, тој не е во Полска, кој што го основавме заедно со неколку македонци од тука, со кои што имавме идеја и почнавме таму да го развиваме. А консалтингот, кој што е компанија за финансиски консалтинг, ја основавме заедно исто така со луѓе од тука од кај нас, со цел да им помогнеме на македонските компании да се приближат што повеќе до странски извори на капитал. Што значи тоа? Тоа значи како да им помогнеме на македонските компании подобро да се кредитираат од банки по подобри услови и подобро да го развиваат својот бизнис. Кои совети би ги дале на младите кои размислуваат да започнат свој бизнис? Кои се првите чекори каде што можат полесно да го остварат некој бизнис успех? Мојот совет најпрво е да пробаат. Одлично е вие што седите тука спроти мене и што сте пробале нешто, тоа е правење на подкаст и други активности кои што ги имате овде во Новус. Мојот совет е да пробаат. Значи, многу млади имаат идеја, имаат некоја замисла, знаат нешто, добри се во нешто, но никогаш не се осудуваат тоа да почнат да го прават на еден поорганизиран начин, дали е тоа во компанија или во невладина. Значи, мојот совет е да почнат. Ако ќе почнат, ќе ги научат сите работи кои што треба да ги научат. Јас доста храбро влегов и во Полска во компанијата и во консалтингот тука кој што ние, затоа што сметав дека само на тој начин јас можам да имам некој професионален успех, а тоа е храбро да се движам низ сите работи кои што ми доаѓаат. Каде се гледа себе си и твоите компании во наредните 10 години? Во наредните 10 години сакаме компанијата во Полска да ја направиме лидер во health tech. Тоа е индустријата во која што се развиваат медицински производи. Значи тоа ни е целта со нашиот производ кој што е на некој вид доктор на иднината со вештачка интелигенција. Сакаме тој продукт да го направиме лидер во Европа и во цел свет и нормално да ја развиеме компанијата на едно сериозно ниво, на ниво на корпорација. А додека со консалтингот, сакам да консалтингот да го претвориме во еден успешен бизнис овде на локално ниво во Македонија и да им помогнеме на што повеќе компании македонски да стигнат до странски извори на капитал. Значи за 10 години успешен бизнисмен со еден збор. Добра идеја. Кирил, ви благодарам за одвоеното време. Мислам дека споделивте многу добри искуства. Благодарам и вас. Ова беше се за денешниот подкаст. Се гледаме во наредната епизода. Заследете не и останете со нас.